Оваа година турнирот е за возрастните категории деца до 11 години, помлади пионери до 13 години и пионери до 15 години. Джудо клубот Сеишин од Прилеп како технички организатор ги превзеде сите мерки и активности и ги исполни условите кои што ги налага Джудо Федерацијата на Македонија за организирање на еден ваков настан. Оваа година на овој турнир ќе имаме присутни 30 клубови од 8 држави и ми представува особена чест и задоволство да презентирам дека за прв пат во нашиот град на овој меѓународен турнир имаме екипа од Грузија, имаме екипа од Шкотска и една екипа од Кипар. Останатите екипи се стандардните од нашите балкански простори, кои што и вообичаено земаат учество на нашиот турнир, а морам да кажам со најголем број клубови, традиционално на овој наш турнир неколку години назад е Република Грција. Исто така, на овој меѓународен турнир ја продолжуваме традицијата за покана и присуство на VIP гости, тоест лица што значат нешто повеќе во джудо спортот, односно се носители на поголеми меѓународни титули, европски, светски медали и учесници на Олимписки игри. Само кратко ќе ги представам нашите годинашни VIP гости. Ќе одам од највозрастниот па до најмладиот. Тоа е господинот Павле Бајчетич, кој е роден 1945 година и моментално има 79 години. Истиот бил 8-кратен првак на Југославија, 4-кратен вице-шампион и 6 пати третопласиран. Има освоено повеќе титули на екипни првенства, освојувач на 5-то место на Олимписки игри во Минхен 1972, сребрен медал на Медитеранските игри во Измир 1971 и златен медал на Медитеранските игри Алжир 4 години подоцна. Надпреварувачката кариера ја завршил на 39 годишна возраст, за потоа неколку децении да ја продолжи како успешен джудо тренер. Павле Бајчетич е носител на 8 дан мајсторски појас. Се надевам дека не сгрешив ништо, ако сгрешив ќе ме поправите. Потоа одам по возраст, како што реков, господинот Љубомир Станишич, роден 1952 година. Долгогодишен успешен надпреварувач и тренер на ДЖК Динамо во Панчево. Во својата кариера има освоено многу шампионски титули, меѓу кои учесник на олимписки, европски и светски надпревари, бил тренер на женската репрезентација на Југославија 6 години, генерален секретар на Джудо Сојузот на Војводина, председател на надпреварувачката комисија на Джудо Сојузот на Југославија. Како тренер и учесник бил на Олимписките игри Барселона 1992 година. Добитник бил на најголемото спортско признание Спартак за Војводина и добитник на октомвриската награда на град Панчево и многу други награди. Носител е на джудо на црн појас 7 дан и спортски директор на джудо клуб Динамо и се уште активен тренер на сениорската екипа на првата лига во Србија. Неговиот брат, господинот Славко Станишич, е роден 1957 година. Со джудо почнал да се занимава во средното училиште за внатрешни работи,
освојуваче на многу медали на ниво на Југославија, бронзена медаља на Европско екипно првенство 86, сребрен медал на Медитеранските игри во Сирија, сребрен медал на интерконтинентален куп Европа, Азија и Африка во Истанбул 1987 како член на екипата на Партизан Хинс од Нови Сад 81-86 освоителе на прво место на ниво на Југославија и други шампионати. Исто така е се уште активен джудо ветеран, има освоено 20 медаљи од европски и светски првенства. Има освоено 11 златни, 6 сребрени и 3 бронзени медаљи. Петократен светски првак и шестократен првак на Европа е моментално. Носителе на црн појас 8 дан, моментално се спрема за светското првенство во Америка во Лас Вегас и ќе се обиде да ја одбрани својата титула во старосната категорија М8 во тежинската категорија плюс 100 кг. Му посакуваме среќа и успех. Господинот Павле Булчик, роден 1960 година, трети дан мајсторски појас, со кој се стекнал 1982 година. Репрезентативец е на репрезентацијата на Југославија од 73 до 80 во сите селекции од пионери, кадети, јуниори и сениори. Бил балкански вице-шампион во Атина, учесник на кадетското првенство на Европа во Источен Берлин, 1977 петто место, јуниорско првенство на Европа во Димпешта петто место, сениорски првенства на Европа во Брисел, каде има остварено 2 победи, потоа бил елиминиран, и така натаму, и така натаму. Значи, господинот Павле Булчик по втор пат е гостин на овој наш турнир и сакаме особено да се заблагодарим. Господинот доктор Зоран Манчев, роден 1960 година, со джудо почнал се занимава во Врање, Србија, потоа преминал во джудо клуб Партизан Хинс од Нови Сад. Зоран Манчев 2 пати бил вице-шампион на Југославија во тешка категорија, и тоа еднаш за јуниори 79-та, и тоа во Битола, и еднаш за сениори 82-та во Белград. Исто така го член на екипните надпреварувања, носител на неколку шампионски титули на Југославија со шампионската екипа на Партизан Хинс Нови Сад. Инаку, доктор Зоран Манчев е доктор на медицина и се занимавал со спортска медицина. Истиот за прв пат гостува на нашиот турнир и му се заблагодаруваме за неговото присуство. Хвала и вама. Исто така имаме од присутните држави кои за прв пат доаѓаат во нашиот град и во нашиот клуб, представникот од Грузија и представничката од Шкотска, на кој што ќе им дадеме краток збор, подоцна се обратат. Во секој случај да се заблагодарам на VIP личностите кои се на нашиот турнир. Благодарност до председателот на Джудо Федерација и на генералниот секретар кои не почестија со нивното присуство. Се надевам дека во текот на утрешниот ден ќе имаме успешни борби, без многу повреди. Некои од гостите се по прв пат овде, посакувам топло добре дојде и ништо повеќе освен само да нижат добри успеси. Во секој случај се надевам дека после турнирот ќе се заминат со добри спомени. И тие што дошле прв пат и некои од нив кои доаѓаат втор пат и следната година да бидеме од сличен број. Не мора нешто многу повеќе, не мора нешто многу помалцем. Во секој случај статистиката на надпревара ја почна тренерот на джудо клуб Сеишин во дело на кој ред е турнирот. И би сакал председателот на Джудо Федерација да клај краток осврт само на турнирот
и ништо повеќе освен добри надпревари и многу малце повреди. Пред се да се заблагодарам до Judo Club Station и раководството за денешната покана за наше присуство овдека, мое и на генералниот секретар на Judo Федерацијата. Морам да ги поздравам личностите лево и десно од мојата страна, затоа што ми е чест да седам денеска покрај вакви еминентни лица кои оставиле длабока трага во југословенското џудо и кои секогаш за нас беа идоли. Оние кои вежбавме џудо, ги имаме денеска сите идоли на кои што се огледувавме кога бевме млади, кога бевме деца и кога трениравме. И стварно ми е голема чест денеска што сите овие личности се присутни во Прилеп и ни го збогатија овој турнир. Околу турнирот нема многу што да кажам, само можам со сигурност да потврдам дека го имаме најдобриот турнир во Македонија, кој очигледно прерасна во еден одличен меѓународен турнир и ги поздравувам заложбите на раководството, на тренерот, за се тоа што го прават ентузијастички, за да имаме квалитетно џудо во градот и во Македонија и на тој начин нормално и самата федерација има придобивки. Само ги охрабрувам да продолжат вака, затоа што сепак само на ваков начин можеме да го одржиме и да го пораснеме џудото во Македонија и очигледно ни требаат вакви ентузијасти и вакви луѓе се повеќе и повеќе. Уште еднаш посакувам успешен турнир утре. Се надевам, како и председателот на клубот, дека ќе има одлични борби, дека ќе протече се најдобро и дека до година ќе имаме нови земји учеснички, кои што за прв пат ќе посетат Прилеп, ќе посетат нашата Македонија и ќе видат дека и во Македонија имаме џудо. Ви благодарам. Pozdravljam sve prisutne, da kažem da sam prvi put ovde. Moji su drugovi bili prethodnih godina, a ja sam prvi put ove godine na ovaj 14. tradicionalni turnir. Moram u startu da kažem da sam oduševljen gostoprimstvom i druženjem sa vašim judo radnicima koji su nas dočekali kao braću. A vjekovno, odnosno decenijsko i vjekovno prijateljstvo između Srbije i Makedonije traje. Kiru, kao jednog od glavnih nosilaca ovih poslova, sam upoznao davno na Visu. Posle toga u Beogradu, u Novom Sadu i posle se često čuli telefonom. Znam da nimalo nije lako Kiri i njegovim saradnicima, pomoćnicima, prijateljima da održe jedan judo klub ovako stabilan i jak i ovakav turnir da organizuje. Znam da je to veliko odricanje i veliki posao. Pošto sam ranije učestvovao u mnogim organizacijama balkanskih, evropskih turnira, koliko tu treba odricanja i rada. Mora da ima i dobre saradnike, što ja verujem da je on to i učinio. Kiro, prvo hvala ti na pozivu, hvala na druženju, na prijateljstvu i na ovako lepom dočeku. Hteo bih još da kažem da ništa nema lepše za omladinu od bavljenja sportom. A ja bih voleo da taj sport bude judo. Jer judo je poznato da sport koji izuzetno dobro razvija sve psihofizičke osobine. Svaki čovek koji se bavi judom postane samouveren, jači, sve napore koji ga očekuju u toku života lakše podnosi. Ako je reč o fizičkom poslu, ako je reč o učenju, ako je reč o nekim psihičkim opterećenjima, sve to lakše prebrodi jedan džudista koji je u kondiciji. Tako da ja navijam za judo i da što više omladine bude u judovu. Drugo, omladina će biti zdravija, sposobnija za sve obaveze koje ga očekuju u životu, izgradit će svoje telo,
doktori znaju da je tu onda bolja prokrvljenost, bolja ishrana svakog dela tela, koža zategnuta, mišići nabubrili, a kad dođe leto, svi vole da lepo izgledaju, i devojke i mladići. Tako da je višestruka uloga džudoa i ja želim da se što više porodica džudista uvećava i povećava. Hi, thanks for having us. We are part of Judo Scotland. Our club is Titan, and myself and my son have travelled here to compete and also to grow our judo family and hopefully win and maybe come back many years and compete for the future. And once again, thank you. Svega ne bi imao šta dodati posle prethodnika našeg doajena, legende Pavleta Bajčetića. Ono što je rekao, to je zaista se sve i u mojoj glavi desilo. Prihvatamo, znači, ovo kao jedno lepo druženje i sport, ja bih samo dodao još da nema granica sport kojim se mi bavimo. Hvala na lepom predstavljanju, na dočeku koji smo ovde doživjeli i želeo bi da zaista, pošto sam i ja prvi put u Prilepu, nažalost, prvi put,